За нецели 4 месеци биле изградени 74% од проектите планирани за цела година. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски е задоволен од постигнатото. И не само тоа, туку тој планира да побара и повеќе пари за оваа намена. При кроењето на ребалансот на буџетот, кој се планира за месец и пол од сега, тој најави дека ќе иницира дополнителни финансии за нови проекти. Значи, ние за 4 месеци имаме реализација на 74%, што значи ни остануваат 26% за сите 8 месеци. Имаме ребаланс на буџетот во следните месец и половина. Секако јас се замолам да, доколку може, добиеме дополнителни средства, како би реализирали нови проекти надвор од овие што беа предвидени, имајќи предвид дека веќе 3/4 од буџетот за капитални инвестиции го потрошивме. На ниво на влада исто така бројката е огромна, веќе поминува 36%, што е далеку над процентот на време што е поминато од почетокот на годината, така што су многу горд на овие бројки. Во моментов активно се работи на обнова на патната и железничката инфраструктура. Вице-премиерот Николовски најави дека за 10 дена ќе биде распишан тендер за изведувач на третата делница од Крива Паланка до Бугарија и таа конечно ќе почне да се гради летово. Забрзани се и активностите на втората делница од пругата кон Бугарија во делот од Белјаковце до Крива Паланка. Првиот дел веќе е пуштен во употреба. Новој потек останува уште да се изгради заедничкиот железнички тунел со Бугарија, кој ќе се финансира со европски пари. Минатата недела излезе тендерот за надзор за третата, најтешката делница, која што е само 24 км, но исклучително тешка. Очекувам во следните недела до 2 да излезе и тендерот за изведба, како би имале целосно железничко поврзување од Скопје до границата со Бугарија. Тука заеднички ќе оградиме меѓуграничниот тунел и веќе Бугарија треба низиниот дел да го изгради за да се спојат, би рекол, после децении, ако не и векови, Скопје и Софија. Дополнително има најави за побрз финиш на одредени автопатски делници како таа од Прилеп до Битола. Конзорциумот Бехтел и Енка активно гради на двете делници од Тетово до Букојчани, а во финална фаза е изборот на изведувач на автопатот Кичево-Букојчани. На исток следна делница за изградба е она од Куманово до Страцин. Внимание се посветува и на модернизација на граничните премини. Ќафасен е готов, а на ДВ Бајер активно се работи.